Здраво, драги ученици, и добре дојдовте во училница на час по македонски јазик. Јас сум Бурбуча Алиев, предавам македонски јазик во Основно училиште Истикбал Тетово. Ова видео настава е наменето за ученици од 5-то оделение. Денес ние ќе имаме нова наставна содржина за лав и лисица. Цели за овој час се ученикот да препознава басна како вид прозен текст, да се оспособува за слушање, разбирање и откривање на елементите на басната, место на случување, настани ликови, идеја, тема и порака. Лав и лисица, Езоп. Јас сега ќе читам изразно, а вие ќе ме следите внимателно. Ќе ве замолам пред себе да имате бела лист хартија и молив за пишување, за да ги напишете следниве примери што ги имаме за придавки, именки и за глаголи. Прочитај ја внимателно басната и постапи според барањата. Лав и лисица. Остарел лавот и не можел веќе сам со својата сила да си прибавува храна. Затоа решил да најде друг начин за ловење. Се повлекол во една пештера, се испружил таму и објавил дека е тешко болен. Така ги фатил и ги изел сите оние животни што дошле да го видат. Отишла и лисицата да го посети лавот. Таа веднаш ја разбрала неговата итрина. Застанала подалеку од пештерата и го запрашала лавот како се чувствува во болеста. Тој одговорил: лошо, несумарен, а ти зошто не влезеш? Лисицата тогаш рекла: јас би влегла, ама гледам многу трагови кои влегуваат во твојата пештера, а ниеден не излегува надвор. Значи сега треба да ги пронајдеме придавките, именките и глаголите во текстот и да ги распоредиме во табелата. Значи придавки се арен, тешко и болен, а именки се лавот, лисицата, ловење, посети, пештера, животни, итрина, болеста. Глаголи што може да ги најдеме во текстот: излегува, дошле, остарел, најде, влезеш, изел, можел, решил, одговорил, фатил, прибавува, повлекол, испружил, објавил, чувствува, гледам, отишла, разбрала и запрашала. Карактеристиките на животните кои се спомнуваат во басната. Лавот секогаш можеме да го најдеме во басните дека е како крал на животните во сите буди чувство на страв. Лав е силен, луд, стар, крал и болен, а лисицата е итра, паметна и лакома. Одговори на прашањата. Вие треба да ги пишувате следниве прашања. Кои животни се главни ликови во басната? Значи, главни ликови во басната се лав и лисица. Зашто лавот не можел веќе сам да си прибавува храна? Како лавот ги ловел животните кои доаѓале да го посетат? Како ја оценуваш постапката на лавот? Како ја оценуваш постапката на лисицата? Која е поуката која ни ја испраќа басната? Значи, за на крај може да кажеме една морална поука дека внимателна предпазливост вреди многу. Ви благодарам што го следевте часот по македонски јазик на училница. Ви посакувам успех!